Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст во мини серијалот за граници. Добре дојде во видео 3. Јас ќе продолжам онаму каде што застанав, а ќе продолжам така што сакам да нагласам дека немањето на лични граници значи дека ние не се грижиме доволно за себе си. Зошто претходниот период ставив толку многу теми за љубов кон себе, грижа за себе, зошто не можеме да се сакаме себе си, како да се сакаме себе си, како да поминуваме повеќе време со себе и така натаму. Токму поради овој факт, ние не можеме да поставуваме здрави граници и да функционираме на здрав начин доколку прво не се сакаме себе си. Само и исклучиво од позиција на љубов кон себе си, ние можеме да поставиме здрави граници, односно да поставиме граници од позиција на една самоувереност, а не од позиција на заштита, како би можеле да не ги повредиме ниту другите, ниту себе си. Ние сме тие кои што сме одговорни за поставувањето на нашите граници, како и исполнувањето, односно задоволувањето на нашите потреби и секако желби. Кога некој друг нас ќе не повреди, ние сме одговорни за тоа како ќе се справиме. Можеме постојано да зборуваме за тоа како другиот е лош, како другиот не ги искршил сите граници, како другиот не почитува и така натаму, како тој направил вака и така, меѓутоа, тоа не е нешто кое што може да ни помогне. Тоа го правиме во функција да се искажеме, да се испразниме, да имаме вентил, да го уважиме тоа што ни се случило и да уважиме како се чувствуваме, но не е нешто кое што доколку го направиме, магично ќе се постави границата и нешто ќе се промени. И мислам дека овој магичен круг е нешто со кое што многумина се соочуваат, односно да се жалиме, да зборуваме, да кажуваме како се чувствуваме, без притоа да преземеме одговорност да ја поставиме границата. Зошто? Најчесто, никој ова не го прави намерно, туку ова е научен образец на однесување, да едноставно границата, односно поставувањето на граница се гледа како нешто лошо, како нешто непознато и како нешто нејасно. Дури постојат и многу семејства кои што на границите гледаат со агресија, гледаат со лутина, гледаат со многу голема негативност и затоа е многу важно таа личност да го освести тоа, односно личностите кои што го прават тоа да го освестат тоа како и тие самите би можеле да имаат поисполнет живот. И сега, ние сме тие кои што сме си одговорни за нашето однесување и како ќе се справиме, што значи дека доколку ние не поставуваме здрави граници, ние стануваме одговорни за тоа ако тој однос продолжи, односно ние сме одговорни за што понатаму. Јас ветив и верувам дека во следната епизода ќе зборувам за одговорноста наспроти вината, меѓутоа тука и сега само сакам да дадам еден пример. Да речеме, замислете дека вашата свекрва доаѓа ненајавена на гости. И тоа е нејзин начин на функционирање, таа смета и мисли дека тоа е правилно, дека тоа е нормално и дека тоа едноставно е така. Зошто? Затоа што ниту синот, ниту вие, ниту било кој од новиот семеен систем не поставил одредени граници, норми и правила. Доколку вие како снаа останете во емоционалната состојба како што сте биле кога сте биле дете или кога сте биле во вашето претходно примерно семејство, најчесто нема да направите ништо. Многу е голема веројатноста позади ова да биде стравото тоа дека нема да бидете прифатени, нема да бидете сакани, нема да бидете видени како добри, а постојат и многу други аспекти, односно ќе бидете одбиени, но со самиот момент кога ќе го разбереме тоа, кога ќе видиме која е позадината, тоа е нешто кое што за нас е ослободувачко и конечно можеме да превземеме акција. Што значи? Што со овој пример? Доколку свекрвата доаѓа, а вие едноставно се лутите, почнувате да не ја сакате, да ја оговарате, ќе седнете со другарките на кафе, ќе седнете со мајка ви на кафе, па таа направи вака, таа направи така. Најверојатно ќе влезете во тој магичен круг. Секако не значи дека не треба да споделите, не значи дека не треба да кажете што ви се случува и да уважите, меѓутоа, со сета свесност дека тоа го правите само и само во функција да се искажете и да уважите, а не во функција да нешто промените. Во моментот кога ја превзимате одговорноста нешто да промените, најверојатно тоа би било
Следниот пат кога вашата свекрва ќе дојде ненајавена, да ја замолите, нормално на културен и асертивен начин, да следниот пат се најави, односно дека вас многу ви е значено да се најавува. Многу е голема веројатноста да истата оваа жена се збуни и да се извини и да не е јасно дека всушност тоа е нешто кое што вие сте го барале, а може би притоа и таа сама да се чудела зошто вие сте толку негативни како снаа со неа. Сега, може да се случи истата таа да изреагира многу бурно и да сака да го разниша тој однос, односно да сака да престане секаков контакт со лошата снага која што поставила одредена граница. Секако во тој момент, ваше е да знаете дека кога поставуваме граници, ние преземаме одговорност и да се наруши тој однос. Но, имаме да бираме. Или тој однос ќе го поправиме и едноставно ќе поставиме граница онаму каде што затоа што да ви доаѓа некој во вашиот дом, не е очекување, туку е граница, затоа што тоа е ваш дом. А не може да очекувате да барате од свекрвата кога ќе доаѓа кај вас дома да не зборува, да речеме, или да не диши на тој начин, а вие знаете дека таа на тој начин диши затоа што имам, не знам, проблем со полипите. Да речеме, го давам како пример. Ве молам, не се фаќајте само за овој пример, туку некако пошироко пробајте да размислите и за други примери во вашиот живот. Што значи дека ваше воопшто да не ја примите ако вас ви смета кога таа доаѓа и зборува на тој начин или диши на тој начин. Тоа е веќе ваша одговорност, односно моментот дека може слободно да станете и вие да се заминете или вие никогаш да не ја викнете, но да бидете свесни дека тоа ќе го уништи вашиот однос, или да пробате неколку начини како таа граница да се постави. Доколку мислите дека вашиот сопруг исто така е дел од овој процес и може да ви биде поддршка, може да го замолите и него, да го прашате и него на кој начин неговата мајка помалку би се навредила и така натаму, односно на кој начин неговата мајка ќе може границата да ја прими како добре дојдење, како чин на љубов, а не како чин на лутина. Јас пак ќе повторам, ова е еден од начините да се постави граница и има разлика од очекувањето, што значи граница е да вие ја замолите вашата свекрва следниот пат кога ќе доаѓа да се најави претходно, да ви се јави на телефон, да ви пише порака и така натаму, кога ќе доаѓа дома, а очекување е кога ќе дојде дома таа да треба, не знам, нешто да ви донесе и така натаму. Значи тоа веќе не е граница. И верувам дека со овој пример ќе може малку појасно да се гледа разликата што е очекување, а што е граница и кој е начинот на поставување на граница. Да, знам дека е многу тешко, затоа што навистина многу е тешко да се прифати дека некој од нас може многу да се наруши, дури да престане, меѓутоа ние можеме да бираме. Сакаме постојано да живееме во лутина, во безредие, во мачнина, во кавги или подобро е понекогаш одредени односи да завршат како би живееле и едната и другата страна во мир. Ви благодарам што бевте тука. Се слушаме во наредниот епизода од мини серијалот за граници.